Да, продолжуваме понатаму со меѓународната анализа и последните случувања во светот. Следните неколку минути зборуваме за тоа, доколку ви интересира, останете на Слободен печат. Тука е Андоновиќ кој што ќе ни ги појасни новостите и новите. Имаме многу моменти и нови случувања рано утринава. Врз основа на оние претходни денови и месеци, овие случувања се само вести во низа, од низа во низа, така да практично нема ништо ново уствари. Има све старо, а тоа продолжуваат војните, но сега она што е нов момент, ако до вчера зборувавме овите моменти за руско-украинската војна, Молдавија, Естонија, нели ги спомнувавме, денеска би зборувале за нешто друго, а тоа е израелскава војна. Значи, откако магично и изненадувачки, барем според мене, Израел и Нетањаху многу брзо ги уништија и Хамас и Хезболах, сега удри и по хутите во Јемен, де факто Јемен, односно хутите, групата на хути кои го контролираат Јемен, често го напаѓаат Израел, ги држат овој дел овдека во Аденскиот залив, бродовите, ги напаѓаат бродовите и буквално делуваат како терористичка организација, иако владеат со Јемен. Израел почна да ги напаѓа и нив. Сега тие се далеку, не се тука, нели, како што е Либан, како што е Сирија, како што е појас Газа, Западен брег, но со денешното, нели, со денешната технологија и новите оружја, ништо не значи да пушти ракета или авиони кои влегуваат. Повторно ќе кажам, Израел сите овие децении од кога постои, на некој начин си дозволува да напаѓа други држави и тоа никој да не го осудува, од една страна. Од друга страна, тие велат имаме право да се браниме, бидејќи по овие ги напаѓаат нив. Значи, Нетањаху сега најавува дека следни се хутите, значи откако Хезболах и Хамас се поразени, целосно уништени, кој знае дали ќе имаат можности да се опорават многу брзо, мислам брзо, у наредниве децении. Сега хутите се нареди, мене тоа ми е малку и очекувано, бидејќи ако ги е отклони и опасноста од хутите, Израел ќе се фокусира на својата главна цел, а тоа е Иран, а веќе шефот на Мосад повикува и најави дека неговиот план бил да го убеди Нетањаху да почне со напади врз Иран. Иран е релативно доста ослабнат, бидејќи ја загуби војната во Сирија, видовме, ја загуби војната во Либан и во појасот Газа, бидејќи тие сите групи ги поддржуваше токму Иран. Шиитските милиции кои го држеа Асад исто така беа поразени. И покрај тоа што имаме некои информации дека таму има некој отпор, но отпосле, од кога падна Асад, така да како и да е, да им се гледа крајот, Иран ќе мора да се прегрупира, видно е ослабнат и сега можеби Израел планира следно да биде Иран. Но за да биде Иран, почнува со хутите, бидејќи кога ќе ги отклони и опасноста од ракетите кои ги прават хутите, тогаш ќе може да се фокусира на Иран, а се разбира. На 20 јануари јас повторно ќе потсетам, доаѓа Трамп, неговата администрација, тој е поблизок со Нетањаху него што беше Бајден и Трамп, сакал некој да призна или не, многу повеќе сака да го реши Иран, одошто тоа го сакаше демократската администрација на Џозеф Бајден, така да мене барем лака како што ми делува е дека у наредниот период хутите ќе бидат на мета на жестоки напади што ги нападна Нетањаху и се затвара полека кругот околу Иран. Ќе видиме што ќе биде, дали ќе бидеме сведоци на нова историја, да биде нападнат Иран, но не да биде нападнат само, туку и да биде урната исламскиот режим во Техеран. Ќе потсетам 1979 беше урнат прозападниот ирански шах Реза Пахлави, дојде ајатолах од Хомеини и од тогаш па наваму САД, Британија, Западот воопшто и еврејската држава се разбира, се буквално во војна со Иран и немаат ни дипломатски односи. Дури, туку Иран е онака Северна Кореја и Иран, тоа се оние две држави кои ја нонстоп ги потсетувам на изјавата на Џорџ Буш помладиот, кога рече дека Соединетите Американски држави сака да ја урнат групата на земји и ги нарече оска на зло, Ирак, Иран и Северна Кореја. Ирак гурна со Садам Хусейн, ќе потсетам, Иран некако цел време никако да дојде на ред и Северна Кореја која исто така не доаѓа на ред, особено сега откако почнава оваа војна со Русија. Сега е малци покомплицирано, во тоа време русите може да дадат подршка или да преќутат. Сега ако биде нападнат Иран или биде нападната Северна Кореја,
ќе значи дека е нападната и Русија. Сега, ќе проценат западните држави дали оваква Русија, каква што е сега, силна, но сепак истоштена и изморена од војна, е ослабната за да удри Западот врз Иран и практично тука да се води новата војна, не директно, но индиректно, или можеби ќе дојде до некоја поголема војна која се повеќе се гледа дека натаму оди. Повторно ќе кажам, нема да ја нападнат Русија, но ќе нападнат Иран. А бидејќи Путин има договор и со Иран, и со Техеран, и со Пјонгјанг да има војна соработка, значи ако ги нападнеш нив, си ја нападнал и Русија. Дали Русија ќе може и дали овие ќе бидат толку храбри да удрат сега, ќе видиме. Кога сме кај Нетањаху и утринава најмалку 50 палестинци загинаа во последните напади врз појасот Газа, а дополнително... Од кога има примирие, нели? Од кога има примирие, да. Така, а дополнително уште еден нов момент пристигнува веста утринава дека јавниот обвинител на Израел нареди на полицијата да отвори истрага против сопругата на Нетањаху, поради сомневање дека малтретирала политички противници и сведоци во судењето за корупција на израелскиот лидер на овој момент што го споменуваш можеби и најопасниот. На Нетањаху му одговараше да продолжи оваа војна со Хамас и Хезболах, па Сирија му дојде таман после, за да ги дефокусира оние политички случувања кои ги има внатре, а тоа е корупција. И тој самиот ко премиер е обвинет за корупција. Да. Опозицијата внатре бара негово, он оди на судење и бара негова одговорност. Тој со оваа војна тоа го дефокусира. Со победите на овие Хамас и Хезболах и еве Хутите, ајде Иран да не го споменуваме, малце покрупен, се надевам, ако и тоа не изненади, побрзо падне, тој успева победите на војното поле, да со нив да ги дефокусира овие внатрешно политички случувања, кои де факто тој е обвинет и него му се заканува сериозна санкција доколку биде осуден. Еве сега и сопругата му е обвинета, што укажува само дека кругот и внатре политички се затвара околу него. Оттаму и мислам дека тек допрва Израел и тој како премиер и неговиот кабинет ултрадесничарски ќе прави овакви удари за да се дефокусира јавноста и конечно знаеш како, кога сите овие држави се против тебе, ти се браниш, политичките разлики ги тргаш на страна. Токму тоа е неговата варијанта на тоа да оди и да купи време до 20 јануари кога ќе дојде Трамп. А повторно ќе кажам, Трамп е доста близок со Нетањаху и многу ќе му помогне. Поддршката на Израел многу ќе зависи кој е, нели, премиер, која е гарнитура. Така да ми се чини дека Нетањаху оди на варијантата овие војни да ги популаризира и интензивира, пошто ги победи Хезболах, ги победи Хамас, у Сирија успеа да влезе и да направи голандска висорамнена да ја земе, и сега му се Хутите на ред, и кога ќе дојде утре тоа судење после се, сепак поинаку ќе го гледаат и покри таа корупција што има. Неговиот некогашен претходник, у смисол на премиер Ехуд Олмерт, тој заврши во затвор ради корупција. Исто беше обвинуван како Нетањаху и тој се обиде да направи некаква војна во појасот Газа, направи некаква интервенција, но таа брзо, кратко траеше, немаше војна од надвор. Некако на Нетањаху се му дојде од надвор, како на негова карта, за да може да ги дефокусира овие притисоци. Од друга страна, оваа вест која кажуваш за неговата сопруга, само кажува дека па тие таму судските институции во Израел не се откажуваат, па дури еве и си работат за разлика од некои други места. Додека Нетањаху нели ги поминува овие негови трупи на разноразни делови од Азија, и додека тој дава изјави дека гаѓа ваму и таму и летаат авиони, тие сепак си ја работат работата. Ќе видиме како сето тоа ќе заврши. Особено што ја повторно ќе кажам, Израел ќе биде многу интересно кога ќе се врати администрацијата на Трамп, тука ќе се актуализира дополнително покрај Иран и тоа со Ерусалим и главен град. Бидејќи Трамповата администрација инсистираше и го поддржа Нетањаху и израелската влада главен град на Израел да биде Ерусалим. Составањето на Ерусалим за главен град паѓаат у вода сите некакви планови за некаква Палестина или нешто, бидејќи Ерусалим е град на трите вери. И ако биде главен град на еврејска држава, автоматски независна Палестина паѓа у вода.
овој потек ги става и другите држави во светот у незгодно, бидејќи некои држави своите амбасади ги дадоа во Ерусалим, но на некого им останаа во Тел Авив. Тоа ќе биде протолкувано, вие не сте во Тел Авив, тогаш немате наша поддршка. Од друга страна имате држави како соседна Србија, кои имаат добри односи со палестинците, и ако ја префрли амбасадата во Ерусалим, ќе ги наруши тие односи. За нашата држава не ќе да коментирам, ќе чекам да видиме кај сме и што сме, но се на се ми се чини дека доаѓањето на Трамп по мене поише ќе го разбуричка овој дел од светот заедно со Иран, одошто ова што се случува со Украина и Русија. Благодарам, Андонович, беше задоволство и ова утро да те имаме во рамките на нашата утринска програма. Верувам задоволство и на вас, почитувани, кои што сте со Слободен печат и во овие утрински часови. Во продолжение ве опуштаме и ве релаксираме стандардно со нашата рубрика Каде во слободно време. Денеска е петок и сигурна сум дека ќе има што да се прави и во петок, и во сабота, и во недела, и во понеделник, предпразнично има многу настани да слушнеме што можеме да правиме во нашето слободно време.